Дискорд. Денеска ни следи уште еден разговор за кој што многу се радувам и со нетрпение го очекував, со една многу инспиративна жена, мајка на две деца, авторка на книга за благодарност, која што е наша умилена, и основач на родителски клуб и исто така сертифициран коуч. Добре дојде, драга Ана, чести задоволство ми е што си тука денес со мене и би те замолила накратко да ни се представиш за нашите слушатели, да те запознаат подобро и да нурнат длабоко во твојата инспиративна приказна. Супер. Благодарам, Марија. Благодарам на препознавање на работа. На вистина многу значи. Како што спомна, ствари, мене децата ми беа инспирација за да ги ставам сите овие знања кои што ги имам стекнато во светот на големите за помалите. Зошто? Заради тоа што јас сум HR професионалец со години, значи преку 20 години работам во човечки ресурси и она што го гледав и работам исто како тренер и како коуч, што значи работам со големи за пренесување на знаења, меките вештини во контекст. И она што кога станав мајка, што помислив, а зашто овие работи мора да ги учиме кога ќе пораснеме? Зашто да не ги научиме овие работи како помали и така настана? Книгата благодарам потоа, втората книга 50 плюс идеи, сега работам на третата книга и така ќе работам заедно со децата. Има игри, карти, картички, предизвици, потоа уствари тоа е се паѓа под кампањата Личен избор која покренав, што има за цел свесна промена на фокусот на мислата за враќање на доброто расположение повторно во мода. И тука како што спомна, во последната година проект на кој што е птен со страсти со мерак работам е клубот за родители кој што има за цел точно тоа да ги поддржиме децата, структурирана поддршка на нас родителите за да може да им бидеме поддршка на децата во контекст на стекнување на вештините, и тоа ние животни вештини што ни се потребни кога ќе пораснеме. Зошто? За да можат децата да продолжат да играат и да се забавуваат како што тоа го прават денес. Јас мојата улога како родител баш така ја гледам, да ги подготвам моите деца да бидат способни и да се забавуваат и да си играат во светот на големите. Мене ми требаше време да научам и да си дозволам да си играм. Така да денес како не е забавно, не сакам да си играм. Така да оваа покана за подкаст за мене беше да вистина забавна покана и на вистина од се срце ја прифатив и гледам дека на полињата на кои што си играм и се забавувам и резултатите ми се подобри, и повеќе уживам, и повеќе се брои, и импактот е поголем, така да топла препорака и тоа го сакам за моите. А кога видов дека работи со моите деца, некако ми беше безобразно да го оставам само на моите деца кога имам методологијата за тоа како се споделува знаење, па почнав. И плюс работиме нешто што се вика НЛП за деца заедно со една пријателка од Кейт Хаус, Катерина Донимагловска. Браво, браво и секоја чест на вистина за ова твојот подвиг и на вистина треба да наоѓаме радост во се за да бидеме така цело време инспиративни и мотивирани да го правиме тоа со страст. И благодарноста исто така една од моите омилени теми, а токму нели ти на вистина имаш напишано книга за неа и така сакам да го започнем овој наш разговор. Што лично за тебе представува благодарноста и како ти ја дефинираш? Па, вака, јас ја гледам од еден поинаков, ја обработувам од еден поинаков агол, а инаку благодарноста е така, малце веќе и бас збор, кој што веќе многу луѓе го нагласуваме благодарноста. Така да, стварно е важно малце да нурнеме подлабоко и да ја дадеме смисла да работи за нас, а не да биде уште една активност која што треба да се направи за да може да се живее значаен живот, што е крајно погрешно. Така да, благодарноста за мене не е фала, туку е став, избор, фокус, препознавање на оно што е добро, но и на што не е така добро. И тоа не лакирање на тоа доброто, него едноставно рефокусирање како би можеле да ја разбереме лекцијата што е спакувана во сите искуства кои што ги боиме како не е така добро. Значи, во основа би рекла дека од друга страна па благодарноста е и лесна и бесплатна, целосно зависи од нашиот став и од фокусот на што го ставаме нашето внимание. Многу повеќе од кажување благодарам за некоја добро завршена работа или за добивање на некое добро што сме го добиле, а ни значи и го вреднуваме. Таа според мене е начин на тоа како гледаме на се оно што не обкружува и се оно што ни се случува.
Покрај тоа што благодарноста е добра за нас, таа е добра и за луѓето околу нас. Значи, ако ти си околу луѓе, ако јас сум околу луѓе што се благодарни, тоа и како влијае на мојата состојба, заради тоа што сите ги знаеме оние луѓе што зрачат позитивно, што зрачат убаво и колку ни е убаво кога ни го пресретнат патот, а исто ги знаеме оние другите луѓе и како зрачат и ти, како тоа не значи дека треба постојано да бидеме насмеани, тоа не значи дека нема да имаме тешки денови, далеку од тоа. Мене ми се случува живот исто како и на сите луѓе, само поинаку гледам и во тие тешки ситуации, поинаку ја барам работата. Од друга страна пак, зашто сум човек кој што го сака и научниот пристап, и пристапив на благодарност и од научна гледна точка исто, да, малце прочепкам дали е онаков инспиративни говори, затоа што колку што ги сакам, толку и не ги сакам, затоа што не ценам дека треба да имаат некои работи длабочина во својата суштина. Како општествена вредност, уствари благодарноста и носи научно докажани придобивки, а тоа е дека луѓето се посрекни, луѓето се поздрави, имаат поздрави срца, имаат подобар сон, оптимистични се, дефинитивно ја намалува депресијата, значи има корелација со ако почнеш да бидеш поблагодарен, ќе ти се намали депресијата, наместо со голтањапчиња, со чудни контраиндикации. Полесно се надминуваат препреките, кои што се составен дел од животот, и развиваат резилиентност, нели тоа е чист македонски збор, ја нон-стоп се зезам, за кој што немаме соодветен превод Да, резонира со мене, ама реално нашата, ајде да кажеме, отпорност на промените, да ги примеме промените отворено, наместо да седиме да кукаме зошто мене ова ми се случило, проактивно да реагираме. А, Полесно простуваат и можат да градат релации, и тоа е исто научно докажано. Ја поттикнуваат самодовербата и кај другите и кај себе си. И е делотворно решение за нешто што е епидемија во 21 век, а тоа е исклученост, осаменост, несигурност и неисполнатост. Значи, оној момент кога ќе поработиме на самата благодарност, ги покриваме и овие сегменти. И двонасочно е. Покрај тоа што јас уживам како благодарен човек, уживаат и другите луѓе, уживаат и луѓето со кои што им се дава благодарноста. Така да, некако да, ова е согласна. моето видување за благодарноста, а NLP-то, што го спомнавме на самиот почеток, јас го таргетирам од таа гледна точка. NLP е невролингвистичко програмирање, наука што ја проучува успешноста, или јас сакам да кажам напиши нова лична приказна. Да. А, да, заради тоа што на крај на денот за тоа е покренав кампањата, целта е да имаме личен поинаков избор, да направиме лични свесни избори кои што ќе нам водат во насоката во која што сакаме да бидеме, а не во насоката или патот кој што ни го трасира некој, што не знаеме со кој сценарија го трасира. Да, да, не знаеме ни дали е за нас точно изберено. Се согласувам со тебе, јас не сум за таа површна благодарност, која што нели фала ти за ова, фала ти за она, туку таа благодарност што ја чувствуваш длабоко во себе, која што ти доаѓа баш од срцето и од душата. Еве така, тоа го чувствувам кога ги гледам моите деца како се играат заедно, како се грижат за животните кои што ги имаме во нашиот двор, кога мојот сопруг се грижи за нив, им посветува внимание и тоа мислам дека е вистинската благодарност. Баш така. Баш така. И да речеме, тие спомени се неверојатно оружје или стратегија или техника со која што може да се присеќаме оној момент кога ќе почне да биде тмурно времето надвор. Тоест кога ни се да случуваат некои работи кои што не се окей. Многу често луѓе викаат како да бидам благодарен во оваа ситуација. Кажи ми како да бидам. Тоа е тоа, значи избираш на што ќе го ставиш фокусот и кога ќе го ставиме фокусот на се она што го имаме во нашиот живот, повторно, не значи да ја лакираме, да ги лакираме неубавите работи со розов лак, него едноставно да го рефокусираме погледот и да видиме што е оно што можеме да го направиме во оваа ситуација, а кои работи едноставно ќе ги прифатиме, што некои работи е тоа го носи животот. Да, точно, со промена на перспективата и погледот на работите, мислам дека може се. Затоа и го започнав овој подкаст. Да, многу ми се Што допаѓа на темата, насловот на самиот подкаст. ти благодарам. Што те инспирираше тебе да го создадеш клубот на родители и која е неговата цел? Така.
Кога ќе правиме муабет за клубот на родители, кој што ти спомнам на самиот почеток, станува збор, значи работам како професионалец во HR и во поддршка на давање обуки преку 20 години. И оно што имам привилегија и стварно сум благодарна е тоа што на обуките ми доаѓаат луѓе кои што сакаат да учат, прекрасни луѓе. Значи не сум имала ајде да кажам поинакви чудни луѓе. Исто и во мојата работа како HR професионалец сум имала луѓе, прекрасни луѓе со колеги со кои што сум работела и новава генерација што ја гледам доаѓаат со некои предизвици и учиме работи кои што може да се научат од семејниот дом. А тоа е на пример како да се справаме со конфликти, асертивна комуникација, давање фидбек. Ќерка ми на 4 годишна возраст ми даде фидбек школски, структуриран. Значи, како што јас ги учам да речеме големите на дводневен тренинг, така она го имаше симното тоа однесување од мојата комуникација и ми даде фидбек на свој на 4 години, при тоа неправилно зборувајќи ги зборува. Така. Браво! Да. И целта уствари на самиот клуб беше точно тоа. Значи јас сум социјален работник по првична вокација, по магистрирав на човечки ресурси и завршив се што имаше од НЛП како тренер и како коуч. И тоа знаење сакам стиснато да го сублимирам и да го ставам во клубот на родители да биде поддршка како ние да ги подготвиме децата за времето што доаѓа. Затоа што тоа е време во кое што ние не сме живееле, а земејќи ја пред динамиката и промената колку е се забрзано, не ни знаеме како ќе изгледа времето што доаѓа, што значи и ние треба да се подготвуваме, а од друга страна подготвуваме некој. Тој некој е нешто највредно на кое што сакаме да ставиме најголем фокус и мислам дека дури не ни можеме да го правиме тоа сами. Затоа ценам дека ни треба таква некаква заедница, затоа и се вика клуб, не е обука, него е нешто во кое што е покана за влез со желба да се остане подолгорочно, зашто тоа е едната мисла која имав на ум, другата мисла е дека ние родителите не е дека се залажуваме фактичка состојба и ние немаме доволно време. Затоа што многу работи стојат на нашиот грб и некако се што не е итно се остава за понатаму. Не е дека не сме свесни, не е дека не знаеме дека е важно и дека е битно, но едноставно итните работи притискаат што е оно што мора да се направи, па не останува доволно време во што е оно што би било убаво или она што е важно исто да се направи. И од таа гледна точка клубот е систематизирано решение во кое што ќе може да се најде инспирација, знаење, друштво, поддршка на тој пат. Или последно баш да правев напишав еден блог, ме прашаа што ти е тоа 4D родителување, баш го направив како блог пост, рецепт ала Ана. Инаку кажува човек кој што не е многу мараклија да влага у кујна, да не речам не влага у кујна. А рецептот ала Ана или 4D родителство е во добро друштво, значи секој прв понеделник во месецот се собираме на Zoom средба, исто како што ни е оваа денеска, и јас поделувам едночасовна час и половина предавање, обука, работилница, каде што споделувам одредени материјали како идеи што е оно што би можеле да го ставиме во нашето родителување, за стекнување на оние меки вештини кои што ни се потребни во светот на големите. Од една страна. Од друга страна, не сум сигурна дали се само за светот на големите. Тоа што нас не треба, како големи, на состанок со директорот, тоа е оно што ни треба на нашите деца кога ќе одат и разговараат со некој наставник, со класната, со директорот. Тоа е оние вештини што нас не требаат во социјално окружување или со колегите, тоа се вештини што на нашите деца им требаат кога ќе искочат на игралишта. Значи, тоа се истите вештини кои што се емоционалната интелигенција, комуникацијските вештини, справување со конфликти, се што доаѓа под таа капа. Така да во тој прв понеделник се споделува, значи тоа е првото де, во добро друштво споделуваме одредени материјали. При тоа таа снимка се снима и е поставена на платформа за да луѓето може да си ја гледаат во свое време, заради тоа што не мора да биде, може да бидат спречени во прв понеделник да се вклучат на Zoom во 9 часот навечер. И направено е дополнително и како аудио формат за да може исто како ти што си верувам добро друштво на многу луѓе со пеглање, миење садови, средување по дома, возење точак, зашто мене тоа ми се омилени, со подкаст ги правам овие работи. Така да можат да се користи како подкаст елемент, како аудио форма, за да може да речеме луѓето заедно со мене да чистат, пеглаат, возат точак или така. Браво, да. А, Браво за твојата да. иницијатива, да. Доследноста, тоа е второто Д е доследност и тука ни е вториот вторник, каде секој вторник на Вибер ги подсетувам или пракам еден поттик за тоа
Кој е оној мал чекор што го направивме? Што е оно што од оно што го слушнавте или од било која тема од родителувањето направивте мал чекор во унапредување, затоа што знаењето не ја прави трансформацијата, ставањето на служба на знаењето ја прави промената и магијата и затоа е важно да, а за тоа ни е потребно да не потпраша некој, да не поттикне, да видиме дека другите го прават и затоа е во Вивер група каде што нели ќе видиш кој што направил, ќе направиш ти самиот нешто. Никогаш Направи заедница, да. така. Третото Д е длабочината. И тука ни е нашата трета среда, а тоа е да извадиме се од длабокото кој што е успех, зашто многу често тоа е тема на која што и јас работам лично, а тоа е кога ќе завршам нешто, правам чек и продолжувам понатаму. Не си го уживам благодетот од добро завршената работа и не си оддавам признание на успесите што ќе ги постигнам. Така да третата среда е за оддавање на признание на сите мали и големи успеси во нашето родителување, затоа што имаме многу работи што ги правиме добро, а ние некако држиме фокусот на тоа каде паѓаме. Тоа не правиме, да. Што е многу погрешно, тоа што на вистина многу родители на вистина многу се влажуваат и дури сте и премногу критични за сопствениот влог. И четвртиот четврток ни е последното Д, доверба, а тоа е споделување на мал предизвик, мал или голем предизвик, јавно или само до мене, со можност да се уклучиме и на Zoom средба повторно, каде низ тимски коучинг и низ родителска мудрост ќе го адресираме тој родителски предизвик, заради тоа што многу често сме многу паметни за тугите проблеми, а собствените малце поинаку ги гледаме. И од оваа гледна точка самиот клуб да биде поддршка во тој дел, затоа што има родители и на мали дечиња, но има родители и на големи дечиња, зашто вие се баш такви вештини кои што се апликативни од децата кога ќе почнат во комуникација кога ќе почнат со комуникација, па се до голем. Тоа се вештини кои што може континуирано да ги брусиме, адаптираме, На усовршуваме. сите. Да, да. Така да бенефит несуваат сите и реално тука има родители со различна возраст дечиња, па можат на тие што да речеме имаат помали дечиња да им кажат, окей, беше така, ама ќе се надмине вака или јас тоа го правам вака. По таа цена, по таа иницијатива имам покренато една иницијатива се вика Родители за родители и таа долго време функционира. Со неја сум баш онака многу среќна, а тука ги повикувам родителите да ги споделат нивните tips and tricks што ги прават во родителувањето, и јас потоа ги споделувам со другите родители, авторството останува нивно и здравје се надевам дека ќе искочи можеби и некоја книга од тоа, од многу совети кои ќе се соберат, да ги структурирам некако поинаку, а јас да бидам само уредник на тоа дело, заради тоа што мислам дека имаме доволно уникатен пристап и тука и луѓе кои што се доста креативни да не земаме идеи од Америка, зашто не ни е се апликативно. Да, да, да. Секој си е на свој начин така креативен и посебен. И секој си има посебен начин и пристап кон своето дете. И ова е многу добра иницијатива. Браво за идејата, браво, секоја чест. До сега има некаде околу 30-40 идеи пристигнато. Тие се дел од оваа поздимина, оваа тука книга, како може да станеме и останеме среќни родители. Таа е слободна книга и до сега има 6 изданија, 6 продолжителки, може да се најдат на мојата веб страна, а има и како ќе доаѓаат нови идеи, влегуваат во следните книги следната книга што ќе излезе, мислам дека не мислам и на YouTube има Родители за родители и ставени се досегашните идеи. Сега не сум сигурна дали најпоследните се ставени, ама кога е креирано видеото, тие до тога што се стигнати се ставени. Сега кога ќе дојдат уште X идеи, ќе направам ревидирање на видеото, дополнување со новите идеи, зашто целта е тоа. Да се инспирираме. Мене беше фасцинантно, например, една идеја, зашто не треба да биде нешто спознае какво. Јас кога ќе видам деца со мајки со близнаци, гајам посебен респект, штекам по кого трчаш кога ќе тргнат вака да трчат. Зашто кај мене синот како беше прилично захтевен, мојата помисла дека да се намножи тоа на 2, мислам ќе беше прилично Невозможно. Да. Баш. И девојката сподели многу интересен тип, а тоа е вика, го имам направено како игра. И си имаме договорено, кога речам заедно, они кај да се мора да се соберат и да клекнеме сте тројца.
и реално навистина интересно или уште еден интересен краток тип. Функционирано. Да, краток тип од еден татко, а тој вика, со детето си имаме договорено, ако случајно се изгуби во продавница, се чекаме кај тетката на каса. Што е феноменална работа, Феноменално. да, заради тоа што ти нема да шеташ по гондоли. Јас знам кога еднаш син ми се изгуби во Џамбо, ти нема да шеташ по гондоли и детето ќе има јасна стратегија, нема да се исплаши кога ќе види дека те нема, знае дека со тебе е договорен да оди кај тетката на каса. Браво, да, леле, супер, супер, супер. И тоа баш што го кажа со премиерите, јас имам со моите деца искуство, одбројувам кога не сакаат да ги собираат играчките и тоа го правам како игра и одбројувам 10, 9, 8, 7 и за 10 секунди да биде се соберано и тие толку брзо го прават тоа што заборавиле дека пред 10 секунди не сакале да го направат тоа и тоа мислам дека играта кај децата е number one Мгм. стратегија за се. Да. Да знаеш дека не е само кај децата и кај големите. Значи, истата приказна е, да речеме, кај мене играта како може и картите како може се за малце поголеми или деца, али и компаниите феноменално. Првично ги направив за во компании, феноменално ги прифаќаат заради тоа што кога вртиме на игра скроз други делови од нашиот мозок работат. Оние Да, тој покреативните, надпреварувачки дух се буди, попаметните, да, да. Да, да. Така делумира. да, и целта е да самиот клуб има и библиотека, библиотека со доста материјали како што се игри, карти, картички, предизвици, детските медитации што ги имам креирано се тука. Има доста материјали кои што може да бидат поддршка. Значи човек може да одвои и многу време да помине со нив, а може да биде инспирација и за помалку. Значи има и работни листови кои што се од една страна, кои што може, што знам, еднаш месечно да седнеме во семејството и да речеме да го пополниме листот Браво јас. Браво јас е лист каде што треба да направиме список на работи кои што се Браво јас, кои што се феноменална поддршка оној момент кога ќе почне да биде тешко. Например, кога детето е почнува, јас не знам ова, не знам ова, викаш, ајде да го видиме ова Браво јас списокот како изгледа и сега на Браво јас реално му правиш рефокусирање дека он не е тој неуспех, он Да, и некои многу други работи направил. Има исто таков некој сличен список како беше тешко пред да стане лесно, работи кои што некогаш не можев да ги правам, а денеска ги правам со леснотија. Значи некогаш беше многу тешко и да одиме, па денеска трчаме, така него ни дискутираме да. од дењето. А од Ги дењето видов и картичките, предобри се овие картички што беа за мотивација. м, Имаш некако игра направени, многу, многу интересно. Верувам дека на секој дете ќе му биде интересно. да, да. Има навистина доста материјали. Сите оние што се во клубот реално имаат поволности и добар дел од материјалите што се комерцијални, они ги добиваат или по повластени цени, или ги добиваат како PDF форма што можат сами да си ги изработат, па ако ја сакаат финалната форма, може да си ги бараат, како што, например, картичките, видиш, не се гледа добро. Нема врска. Картите благодарам, тоа се старите три игри што ги игравме ние како деца, тоа е меморија, која што е феноменална за развивање на мозочето, црмпетко, со што тука наместо да прават неубави работи, треба да кажуваат зашто се благодарни кога ќе останат како црмпетко, и играта Магаре, на која што многу се забавлявме ние како бевме деца, а сега е таа игра преработена во духот на благодарам и наместо викам јас сум Магаре, викам јас сум благодарен за и наместо да се собираат буквите Магаре, се собираат буквите благодарам. Така да преработени се во контекст на благодарност и на вистина има многу работи кои што може. Или тука се да речеме и картичките благодарам. Тоа е да лани или полани беше, имаше интересна искуство со во нашето семејство, тоа е си поделивме картички благодарам, што значи си добиваме изброј картички, секој и одречеме на тајмингот не беше недела дена. За недела дена требаше кој ќе собере најмногу благодарам картички, тој го добива подарокот што си го дефинираме на самиот почеток. Јас барав книга, сопругот бараше приведок до клучеви, мислам, Кирка ми сакаше ланче со незиното име, а син ми сакаше да оди во аквапарк. И сега најнаш почнаа преговори. Огнен ја убеди Елена и она да сака да оди во аквапарк и се зголемија веројатноста за одење во аквапарк. И сега, значи, целта беше да направиш нешто за некого, за да може да ја заслужиш картичката, да ти каже благодарам. И интересно беше, во Охрид бевме тогаш и вика,
ме премоли да ме качи да ме вози на суп. Сега, он е многу вешт во сувот, што не е случај за мене. И сите што не се вешти за суп, знаеме колку смешно знае тоа да изгледа кога се закачуваат, кога стануваат и така натака. Значи ме примоли да се качам. И сега затра да не го кршам кеифот, се качев и се возевме, се зезавме, нема врска, доаѓа крај на денот и ми вика, мамо, ти мене не ми даде благодарам картичка. Викам, не знам, викам, зашто? И ми вика, те возев на суп. И пази, тука имаш одличен момент да објасниш дека тоа што е вредност за него не е вредност за мене. Тоа за кое што сум ја благодарна не значи дека е благодарен некој друг. Да развиеме свесност за потребите, очекувањата, желбите, афинитетите на другите луѓе, дека тие две работи може да се разликуваат. Тоа не ги прави работите нити лоши, нити добри, него различни. И многу е важна таа емпатија, свесност за потребите на другите луѓе. Мислам дека во денешницата е нешто што и те како Е ни пали. потребно, да. И тие исто картички може да се симнат од мојата веб страна, слободни се може да ги земете таму се исто и настоките како се игра со нив, таму исто и предизвикот благодарам за деца 30 дневен има слободен е, играта благодарам и таа е слободна. А овој месец инаку е и роден ден на благодарам. Роден ден и на благодарам. Браво! Да, 7 години прави и многу сум среќна што е веќе во над 2500 примерока продадена, значи третото издање веќе е на пола. И Одлично. другата книга 50 плюс идеи таа слави 2 години и сите овие игри, предизвици, карти се креирани во истиот месец, така да месец јули е роден ден на сите нив заедно со роден ден, мој роден ден, зашто тие некои беа благодарам книгата си беше Birthday Present to Me from Me. Браво, Да. неисцрпен извор на мотивација си и така баш се негува благодарноста кај своето дете. И Да. мислам дека тоа е одлично, да. А кампањата Личен избор, таа е навистина мокина. Што те потикна да ја започнеш? Тоа е истата приказна стои позади тоа, затоа што, например, зашто е личен избор, која е целта позади самото име. Сите ние сакаме да бидеме успешни, независно да ја ставиме која е темата, дали во родителувањето, дали во работата, дали во партнерските односи, дали во комуникацијата. Сите сакаме да бидеме успешни во тоа што го правиме. И сега прашањето и размислуваме која стратегија нели да избереме како би го постигнале тој успех. И се забораваат два предчекори. Првиот предчекор е состојбата од која што ја бираме стратегијата. Дали јас сум во добра состојба или не така добра состојба, зависи која стратегија ќе изберам. Дали ме боли глава или не ме боли глава, дали ми се сака денеска или не ми се сакаат некои работи, скроз поинаква работа ќе изберам, а тоа луѓето го превидуваат. И да речеме основа на играта како може има и джокери кои што се баш тоа, менување на состојбата. И тоа е уствари и првиот чекор, кој што е покрени преку благодарноста, затоа што ние не можеме да бидеме благодарни и несреќни во исто време. Оној момент кога ќе се успееме да се менаџираме себе си, да се доведеме во добра состојба, ќе избереме и подобри стратегии. И сте знаеме дека имаме попаметни решенија и попаметни идеи ни текнуваат кога сме во добра состојба за разлика од тоа кога не сме. Тесни, да. Така да тука има веќе доволно материјал, дури сега размислувам и за некој, добро, тоа можеби во некоја Некој развојна прилика да. ќе зборуваме. Значи, Тоа сакав да те прашам, да. Како може свесно така да го промениме нашиот фокус кога мислите не летаат веднаш во негативното? тоа е навежбана работа. Значи, не се раѓаат мрмути деца. Значи, нема бебето кога се роди, не се раѓа намрштано. Така ја почнав една од презентација, една од говорите на HR Disrupt пред некоја година. Да, го Имаме слушав намчу предобро. бебиња. Значи, тоа е учливо. Ако е учливо, како што сме научиле да се мрголиме, така може да се одучиме и може да научиме да повторно се вратиме во таа благосостојба. И не е лесно, заради тоа што го имаме добро навежбано, али е возможно. Затоа мојата препорака е секогаш да речеме да се договорите сами со себе на што ќе мислите, оној момент кога ќе дува ветерот, кога ќе бидат лошо времето надвор. И оно што ти кажа, кога спомна ти, ќе гледам децата како се играат, гледам супругот како им посветува внимание, тоа е злато вредно сеќавање на кое што може да се присетиме кога да речеме некој ќе ни изнервира на работа, кога ќе ни го земат проектот, кога ќе не намалат. Значи, дај да ставиме работата у перспектива, не е крај на светот. Значи, кој прави, што прави, на него ќе му дојде, а јас апсолутно нема потреба да се уклучам и да дозволувам да Тоа да.
Тоа го научив од тука затоа што ти беше напишала не секој ден е добар, но во секој ден има по нешто добро. И тоа колку е точно и колку е вистина, а исто така и последната посвета беше дека кога веќе морам да размислувам, еве нека размислувам позитивно. Да, и тоа викаат, луѓе, ама ти се лажеш себе си. А викам, вие не се залажувате себе си. Јас немам доказ дека ќе се случи нешто добро. Ти немаш доказ дека ќе се случи нешто лошо. У меѓувреме, кој се чувствува убаво? Ја, ако Да, треба да се живее некоја лоша работа, ќе ја живееме оној момент кога ќе се случи. Еве, например, јас имав загуба, татко ми, го загубив татко ми. Јас додека беше жив и знаев дека затоа што имаше лоша диагноза, значи знаев дека ќе дојде моментот. Не дека не знаев, не се залажував дека нема да дојде моментот. Али јас секој момент го користев со него да го живееме тоа што можеме да го живееме. А, максимално. и тоа е тоа на кое што имаме можност да направиме промена. Не решив да го гледам покоен пред да биде покоен. Како крај на светот, Да. да, Да, баш мене, туку да го искористиш буквално секој момент со него. да, никогаш, затоа кажувам, значи, и целта е да ги навежбаме овие работи, кога сме во добра состојба, тоа што овие работи не се вежбаат, кога ќе почнат да се случуваат лоши работи, тогаш ни требаат и тогаш ги користиме. И од таа гледна Да, точка, да речеме, јас поинаку реагирам на смрт на близок кој што многу сум го сакала, ми значи многу, ми значал многу и ми недостига во животот, од една страна, за разлика од луѓе кои што исто така изгубиле некој па направиле трагедија од тоа. Например, кога се сетам јас на така некои неубави моменти и кога ќе се растажам, ја размислам, татко ми не сакаше да бидам јас тажна, татко ми сакаше јас да продолжам да живеам. И тоа е фокус. Тоа е свесен избор. во Дали право, сум да. јас во право? Во право сум. Дали е тој што тажи поинаков на поинаков начин, и тој е во право сум, а дали го носи до добро место? Се согласувам. Да, ова би направила некоја корелација со тантрумите кај моето дете, затоа што ти кога ја очекуваш неговата реакција дека ќе биде таква бурна, значи ти си спремен за тоа. Но кога не ги очекуваш таквите чувства кај твоето дете, нели сите кои што ги М. сметаат за негативни, и не си спремен на тоа и ти избувнуваш во истиот момент и си реактивен. И тоа води до реактивност. Така. Со И таа разлика што детето има право на таа дерегулација, затоа што мозочето не му е развиено, а ние немаме таа дерегулација. Ние сме уствари надворешниот предфронтален кортекс за нашите деца додека они не го развијат собствениот. Така да ние треба да бидеме спремни, затоа е важно уствари да внесуваме, заштото што ние добар дел од овие вештини не сме имале можност да ги научиме. Никаде не се подучуваа овие работи, се зборуваат во последните години. да. Така да тоа е првиот чекор, значи благодарноста, именување на состојбата и сите материјали што се тука, а вториот чекор е внатрешниот диалог, што се зборувам сам на себе додека избирам стратегијата за успех и така настана уствари целата нишка како може, а тоа е да размислуваме во духот како може, а не зошто не. Заштото што нашиот мозок, исто како Google, работи на систем на алгоритми. Прашањата што ќе му ги поставиме, ние ќе добиеме одговор. Сега, колку паметни прашања му поставуваме, не е Google крив. Нити Точно. било која е алатка во контекст на пребарување. Тука ние треба да се подобриме во прашувањето. Мозокот постојано работи, реално може и затоа е многу важно какви прашања си поставаме. Така, да речеме во играта, како може, има три верзии од играта, значи 3 пати по 28 прашања има, 84, кои што не водат во поинакво размислување, и има 30 джокери за менување на состојбата, во картите како може, пак од друга страна се баш онака карти, најнормални карти за играње за вежбање, решавање проблеми. Ние не вежбаме решавање проблеми. Да, не ни е природно. Да, значи ние вежбаме пикање на проблемите под тепих. Да, Да. да. А идејата и сега пази, целта, уствари, еве како HR, например, како мајка, од сите гледни точки ако го ставам, би сакала и моите деца, и вработените со кои што работам да речат: имаме проблем, колку убаво! Дај да видиме како може да го решиме." Наместо да го пикнат чудовиштето под тепих, па да го ранат, да го ранат, да го ранат, да го ранат, и кога искочи да не знаеме што да му правиме. Значи, благодарниот стан, препознавањето од една страна, и од другата страна размислувањето како може да го направиме. И за тоа имаме личен избор.
И затоа се вика кампањата личен избор. Само идеја, и затоа е, од друга страна, визијата, мисијата е свесен личен избор за избор на поинаква мисла за враќање на доброто расположение повторно во мода. Зошто? Не за да се смееме, зашто кога сме во добро расположение, други делови од нашиот мозок работат, да не речеме ние попаметните. Точно, Така да да, тоа да, е ова големата идеја што стои позади самите зборови. да, да, имам читано научни докази за оваа работа и затоа секогаш го препорачувам доктор Џо Диспенза, затоа што тој баш има направено такви научни трудови кои што функционираат, како работи нашиот мозок, како можеш да го репрограмираш и ние мислиме дека нели не може да се смениме, но буквално се може да се смени. Нашиот мозок е пластичен и можеш да го репрограмираш од утре да станеш нов човек. Еве пример за висниците кои што биле нели по 30-40 години зависници, 10-15 години веќе не се. Тоа е баш чудо дека Да, да, може да, се да се така. репрограмира и се да се смени. Така. А, слободно да, Не кажи ти слободно. какво имаш. Јас сакав да те прашам, што би им препорачала на жените кои што се чувствуваат заглавено, еве така мајките, дома, на работа, во себе, цело време што потиснуваат и ставаат се под тепих. Први не се сами и тоа е нешто на кое што треба да се обрне внимание. Значи тоа е реална состојба. Наеднаш од слободни девојки остануваме дома бомбардирани со многу хормони и од нас се очекува да бидеме супер луѓе. Кај год да се свртиме, кој год платформа да ја отвориме, таму гледаме полирано родителство, полирани семејства, полиран живот. Никој не го става реалниот живот на социјалните медии, ама кога сме во лоша состојба и кога се чувствуваме, што кажа, потиснати не баш најдобро, реално тоа ни изгледа како сите да се добри, само ние да не чиниме. И тоа има смисла. Тоа намерно се прави. Зашто така сме добри потрошувачи. Сам не се зезам за ова. Зашто само така, кога ќе настават во така лоша состојба, ние веруваме дека ќе ни треба уште еден шампон за да се чувствувам среќна, или треба уште едно парче облека, или треба уште whatever да се направи. Така да реално може да бидеме хај на собствената благодарност. Зошто? Затоа што научно е докажано. Зголемува серотонин, лачи допамин. И го намалува кортизолот. Тоа значи дека ние може да си правиме собствена хемија без да ни притиска некој друг копчиња, со притискање свесно избор на копчиња во нашиот мозок. Сите имаме многу повеќе од тоа кое што во 21 век многу малку луѓе живеат без основни потреби. Па и тука и во Македонија што правиме муабет. Сакаме, целиме кон подобро, никој не го спори тоа, и јас сакам уште подобро од тоа каде е, ама да не ја заборавиме што све имаме. Што се имаме и што ни стои на располагање. Така да, од друга страна, благодарноста е мускул кој со редовно практикување значително се напредува Дебело, да. и не научеле на неса. Значи, сме растеле во окружување полно со поплаки и фокус на проблеми, и Фокус на негативното, точно, да. И тоа има смисла, да не се лажем. И тоа има смисла, заштото што некогаш, ако не си го забележал проблемот, тоа значи дека можел да ти изеде проблемот. Тоа значи дека си можел да паднеш во проблемот или непријателско плема те здроби по главата. Ама денеска живееме во многу побезбедни времиња и многу е важно да го смениме респонсот. Мозокот не нема еволуирано се уште и мора тоа да го правиме на свесно ниво со предфронталниот кортекс. Денеска проблемите се од друг калибар и за да може да ги адресираме, не ни треба тој респонс, што реално не извадил од пештерите и не пикнал во моловите, него ни треба скроз поинаков респонс, а тоа е да свесно избереме да се држиме во добра состојба, зашто таа состојба може да ги решаваме проблемите во кои што се наоѓаме. За жал, повторно, не научиле и треба да го направиме тоа ние самите, да бидеме генерацијата која што ќе престане да го продолжува тој дел и малце почисто да го пројдеме. Затоа што од друга страна имаме епидемија на депресија и анксиозност, живееме во најбезбедни времиња. И сега кога кажам ова најбезбедни времиња, луѓе ми викаат: "Ама ти знаеш колку војни има?" Јас не реков дека нема војни, не реков дека нема проблеми за решавање, него во споредба со тоа како било, ние си е најдобро согласно историјата што постои. А од друга страна, ние се уште не сме во таа добра состојба, него влагаме во полоши состојби, зборам ментално, многу, повторно кажувам, луѓето се сериозна епидемија има и на депресија и на анксиозност. Депресијата е преголем фокус на минатото, анксиозноста е преголем фокус на едината благодарноста, што прави не враќа сега и тука.
што исто ја прави магијата, но не треба да биде како уште една ставка, нели? Не треба да биде уште на списокот и работите што ги Обврска, да. имаме така. Уште еден чекбокс кој што треба да се штиклира, окей, го напишав мојот дневник на благодарност или искажав 3 благодарности, треба да се симна на ниво на чувство. Да чувствуваш емоција, да. Така е. Да ја чувствуваме тоа што не е доволно да знаеме. Ако има некој што не знае дека благодарност е добра, сам сигурно нема го просветлиме, а сите знаат луѓето. Само Да. идејата е да се прави за да се биде. Затоа што знаењето е за мозокот, а искуството е за телото и тоа ја прави помената и ја прави она влијае на гените, ја прави она епигенетика за која што зборува и Џо Диспенса. Затоа што преку 60-70 илјади мисли имаме во текот на денот, 90% се повторуваат, 70% се негативни. А ние сакаме да живееме позитивен живот. Па ревизија на мислите. И тоа бара работа на себе. Само контрола, да. Па, дали само контрола, дали освестување, признавање, разбирање, зашто само контролата е супер, но кога ќе се потроши е мускул, волјата е мускул. Кога ќе се потроши, реално ќе пукне. Ова, ако го разбереме зошто е нешто така, више престанува да има влијание, можеме да избереме и поинаков одговор на нештото, може да го спакуваме, распакуваме и спакуваме, баш темата на која што ќе зборувам оваа година на конференцијата за свесно родителство е баш тоа, што носиме во нашиот родителски ранец и како ги пакуваме децата. Дали ќе треба они да се распакуваат и препакуваат кога ќе пораснат или ќе носат некои туги товари. Или ќе водат војни поради тоа што ние сме им го пресаделе баш. Да. Така да е навистина можеме да направиме разлика. Не само за децата, да направиме разлика и за собствениот живот. Зошто? Затоа што децата не слушаат што збориме. Децата гледаат како се однесуваме. Децата, посебно, еве, моите веќе почнуваат да слушаат. Ама твоите, оние примаат само емоцијата, Права. вибрацијата, ја примаат енергијата. Не дека моите не ја примаат, него они више се малце попораснати, повлагаат и во светот на поголемите и слушаат веќе зборови. Ама енергијата е таа Точно што е. ја прави магија. Енергијата што ја даваш, тоа е тоа и што го премиш баш. И свесноста. Кога ти ќе бидеш свесен за некоја мисла и ќе ја уловиш во моментот кога таа, нели, буквално кога зборуваме за негативната мисла, кога ќе ја фатиш во моментот, престанува. Но ти ако се задлабочиш, тие негативни мисли се лепат една по една и Абе си толку. вика другарка, негативната мисла, си вика другарка, негативна мисла. Да, си вика другарка, негативна мисла. Нормално тие работи си се исто како што си се лепиме со луѓето со кои што сме меч, така си се лепат и самите мисли кои што си се надополнуваат. Баш Одговарат, магме. тоа е логично последователниот начин на размислување. Му даваш насока на мозокот и он почнува да ти дава докази за истото. Тоа е моја работата, да. Реално. Која е таа една порака која што, ете така, би сакала како секој човек да ја слушне денес и која е најважната лекција која што ти досега имаш научена во твојот живот и која што ти служи ете така секојдневно? А, се може. Само како? Тоа е еден од слогоните. Се може, изгравирана ми е дури на бурмата. А, за да се Браво! подсетувам, заради тоа што сите не забораваме кога може би доаѓа во тешки моменти. Али денеска сме на темата благодарност. Би сакала да ги повикам од типот на замислете дека ако утре се разбудите само со она што сте кажале денеска благодарам. И најдеш ќе видиме колку работи има кои што стварно се неверојатно, мислам, благословени сме. Да, ние ги земаме здраво за готово, да. Повторно, тоа му е работа на мозокот. Мозокот вика, ова е добро, нема што да се замарам, добро е, завршено, си ја завршил работа. Добро, да видиме ова како да го подобриш и тоа е окей. Никој не вика да не го правиме тоа, само муабетот е да бидеме благодарни за ова што е добро, додека работиме на ова кое што треба да се подобри. Затоа што ако земеме да си го напишеме собствениот живот на лист или животот на некои луѓе што не се благодарни, кога ќе си го видат и прочитаат листот, ќе личи одлично, звучи одлично, а сепак луѓето не се благодарни. Зошто? Зашто хронично им недостасува свесност и благодарност за тоа што веќе го имаат. Така да чисто прашате се, ако утре се разбудам само за она за кое што денес ќе кажам дека сум благодарен, со што ќе се разбудам? Така да и тука е личен Слава. избор и не е идејата да се тепаме за тоа како сме правеле, него да развиеме свесност за тоа што е оно што можеме да го направиме поинаку утре. А ова денеска не служи само како лекција.
Ана, ти благодарам од срце што денес беше со нас и што го сподели своето знаење, седа таа длабочина што ни ја раскаже твојата лична приказна со таква искреност и разговорот на вистина со тебе е потсетник дека благодарноста не доаѓа само нешто кога нели се е во ред, туку М. дека ние ја бираме сами дури и кога ни е тешко. За тогаш ни треба. Значи, ние уживаме кога е добро, а уствари собираме сила за како да адресираме оној момент кога ќе почне да дува. Во сечи животи дува, не е прашањето дали ќе дува, сигурно ќе дува. Повеќе или Да, помалку е прашањето, само идејата како ние да се стегнеме за да може да одговориме на тие предизвици. да, фала ти што не подсети дека и фокусот е личен избор и дека ние нели не сме жртви на мислите, туку креатори на нашиот внатрешен простор. Така е, така е, Да, така е. ќе ставам линкови од твојот Инстаграм профил, од нели кампањата за личен избор, клубот за родители, ќе ги споделам во описот на епизодата. Да, таму ќе може да ги симнати сите слободни материјали кои што ги спомнавме, а повремено пуштам и слободни материјали кои што се дел од библиотеката на клубот за родители. Тие се ексклузивно право на Инстаграм, луѓето што се ќе мине на Инстаграм таму да може да ги видат материјалите за да може да ги симнат или од ньюслетер заедницата, така да може да видат за да остават контакт. Да, Ако им се јасно. свига, ако не им се свига, секогаш може има едно магично копче unsubscribe. Ова веќе Точно, не е за точно. мене, што е исто скрос окей. И за тоа сум благодарна. Да. Да, благодарам. До следната епизода остани во добро здравје и секогаш да го избираме доброто, дури кога тоа е тивко и мислиме дека го нема. Така е, така е. Од нас зависи на која страна ќе го вртиме погледот. Марија, благодарам за поканата, благодарам за убавиот разговор. Сега гледам колку е часот, гледам како брзо поминува времето. Да, баш летна. Да. Не, кога така, јас цело време барам истомисленици, не истомисленици, туку луѓе со кои што заедно ќе растам, од кои што ќе учам, ќе го пренесеме своето знаење и баш ќе се промени таа колективна свест за тоа што зборуваше дека така сме научени. Јас не ги обвинувам луѓето, на Така. никому не судам, но буквално така сме научени да го гледаме само лошото. Така. Од најголемо добро не научиле, мислам, запошток со најголема љубов ни е пренесена таа порака како заштитен механизам. И можеби некогаш имало смисла. Времето во кое што живееме, ако сакаме да одиме напред, е буквално да го симнеме тој оклоп од нас за да може да се отвориме. Дали ќе бидеме повредени? Да. Апсолутно. Дали онака сме повредени? Да, апсолутно. И Да, целта е да научиме од лекциите. Така да, дури и повик за големите, не само за децата, имам и 10-дневен бесплатен предизвик благодарам. На Инстаграм профилот ке мине може да се пријавите, па ќе почнете да добивате мејлови 10 дена поред за да малку направите ресет на работите, чисто заради илустрација. Ако некој не сака да се вклучи на предизвикот, една од феноменалните вижби која што е дел од еве, книгата 50 плюс да, идеи, тоа е еден лист, две страни. На едната страна да испишеме се она кое што не е добро, сите работи неправди што ни се случиле, сите работи што се чувствуваме дека сме повредени од нив. Кога ќе го завршиме тој попис, паралелно до секоја работа да наведеме што сме научиле, кои сме станале. Буквално да го обоиме од поинаков контекст. И најнаш ќе видиме дека животот го нема тоа шаренило кое што би го имало ако нема сакаме да се откажеме од повредите што ни се случиле, зашто сме станале човекот кој што сме денес. На тие полиња највеќе учиме. Во овие другите уживаме, мирните времиња служат за да. уживање, а другите времиња служат за учење. Така да многу важно кога ќе почне да дува силно да не ги испуштиме лекциите. Лекциите, точно. Секоја болка, секоја промена, секој неуспех ни носи некаква лекција. И да не го заборавиме тоа, да. А успехот е за уживање. Така е, така е. Али не Има... учи ништо, лош учител е. Не те учи на ништо ново. Да, да, точно. Ти благодарам, Ана, уште еднаш имај прекрасен ден и се надам се слушаме во следна епизода. Благодарам, Марија. Се гледаме, се слушаме зубаво. Поздрав! Поздрав.